Виница денес го слави својот патрон, светиот апостол Павле, кој бил проповедник и благовесник на македонската земја и народ. Кој што дојде во Филипи и проповедаше за Христа воскреснатиот, на првата жена христијанка македонка Лидија, која што проповед се разнесе на сите краишта низ татковината и нашиот народ беше повикан и избран од Бога да го следи Христа и воскресението и да се поучи од спасоносната наука. Патрониот празник беше повод локалната самоуправа да ги најави проектите кои планира да ги реализира во наредниот период. Приоритетни се сега донесувањето на неколку детални урбанистички планови, пошто ќе следат објави за продажби на градежни земјишта и нови градби на капитални проекти. Прв приоритет ни е во текот на следната година да отпочнеме со изградба на затворениот пазар и сите оние инфраструктурни проекти што се ни предвидени во програмата на општина Виница. Во склоп на одбележувањето на празникот се одржа свечена седница на Советот на општината, на која беа поделени пофалници и награди на најдобрите ученици. Учев во селото Другобрашче Никола Парапунов и ја добив наградата за најдобар ученик. Бев и на државен надправив и на регионален по македонски јазик. Добив пофалница за ученик на генерацијата во село Блатец како најдобар ученик. Традиционално на Павловден, 6-та година поред, во Виница се одржа и крводарителска акција. Веќе 7-8 години сум крводарител, имам преку 15 пати давано. Денеска планирав да давам и за тоа ми кажаа дека има крводарителска акција и да дарувам. Досега на за 30 години планот за крводарување го остваруваме со над 300%. Трендот на крводарувањето и излегувањето на млади крводари исто така се одржува. Инаку, периодот меѓу ланскиот и овогодинешниот Павловден е еден од најплодните и најуспешните за Виница. Имено, овде се реализираа неколку крупни инфраструктурни проекти, меѓу кои е поставување на атмосферска канализација и асфалт на улиците во центарот на Виница, во кој општината инвестираше на 24 милиони денари.